Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што секоја втора сабота ве информира за поважните настани во нашава комуна во Торонто и во околината и секако ве забавува со разновидна македонска музика. И за денешната емисија подготвивме прилози со кои што се надеваме ке го задржиме вашето внимание. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа ваша програма, која што се емитува секоја втора сабота на Роджерс телевизија на каналите 10, 63 и во High Definition 510. Исто така, после секое оригинално емитување на нашата програма на кабловската телевизија во Онтарио, секоја емисија е перманентно поставена на нашиот вебсайт www.macedonianedition.tv. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам на сите вас што одлучивте во наредните 30 на минути да бидете заедно со нас. Денешната емисија ја започнуваме со материјалот што го снимивме на Македонскиот павилион на Карасага фестивалот, кој се одржа од 26 до 28 мај годинава во Херши центарот во Мисисага. Во организација на Свети Илија од Мисисага, македонската култура, традиција, храна и музика беа повторно представени на сите посетители на фестивалот, на кој и оваа година нашиот павилион беше еден од најпосетените. Голем број од гостите се придружија во орото, кое што заедно со тапанот и сулата се виеше во и пред македонскиот павилион. Во продолжение за да видиме што забележа нашата камера. Еве овде на македонскиот павилион ги сретнавме братот и сестрата. Име? Матеј. И Борјана. Што значи за тебе да ја представуваш Македонија во македонска народна носија овака? Навистина, преубаво ми е чувството кога ја репрезентирам нашата убава Македонија, зашто јас сум многу горда македонка и со гордост ја носам оваа носија. Ти ќе ни кажеш ли? Ти си исто така роден во Македонија, колку време тренираш и овде си член од групава, за да можеш да ја представуваш Македонија во наше, чија облека е ова? Да, јас сум роден во Македонија, во Скопје. Тука се преселивме во 2003 година. Додевме на мали години и од кога дојдовме сме биле инволвирани во различни македонски групи. Јас и сестра ми имаме голема вложност во групата Майнет. Таа група правиме македонски ивентс кај што привлекуваат млади низ целиот GTA. И имаме овде уште една македонка. Како се викаш, душо ти? Маја. Маја, што ќе ни кажеш ти? Зашто си денеска дојдена овдека на македонскиот павилион? За да имам фан. Дали ти се допаѓа како играат овде? I don't know. Кажи ми, ти секоја година одиш во Македонија на одмор, сега ќе одиш повторно? Да. Што сакаш кога одиш во Македонија? Што ти се свиѓа тамо? Нови мускули. Нови мускули?
Значи ќе одиш во Охрид да пливаш? Да. Заедно со мама и со сите роднини тамо. Да. Кажи ни колку ја сакаш Македонија? Кажи ми со рацете колку ја сакаш Македонија. Ете го и Праут, гордиот дедо. Еве во македонскиот павилион овдека наоѓаме и наши волонтери кои што ги подготвуваат кебапчињата, а секако и председателот на црквата Свети Илија од Мисисага. Денеска е недела, последниот ден. Како сте задоволни до сега? Видите, ова е Карасага во Мисисага, кој се одржува по 10-ти пат оваа година и мислам дека нашиот павилион од Македонската православна црква Свети Илија од Мисисага, кој го организира ова, беше скоро од најпосетените и мислам секој ден имаме по 3 групи. Тоа е нешто, еден голем успех и многу убаво. Му се благодарувам на сите кои работеа на овај фестивал и мислам имаме доста интересирање и се надеваме дека и сакаме да организираме другата година уште поубаво да биде овде во нашиот павилион. Секако очекувањата ќе бидат поубаво и поголемо затоа што сите само зборуваат за македонскиот павилион, за храната, за облеката и за музиката. Ја мислам дека тоа е нешто многу убаво. Малку испомнав околу овие групите кои што се тука, од Свети Климен Охридски, Македонка, од Маркам, Свети Илија Мисисага, а исто има една група од Колумбус, Охајо, од Соединетите Америкски држави кои придонесе за овој павилион да биде многу поубав. Океј, фала многу и се најубаво ги поздравувам сите македонци. Еве еден од доброволците овдека, кажете ни, како се чувствувате? Па моментално добри сте, малци имаме повеќе работа, повеќе сега завршува комишијано и повеќе народ има денеска. Фала многу.
Господине! Насмевка? Меѓу сите други гости овдека го среќаваме и нашиот генерален конзул од Македонија во Торонто. Како се чувствувате денеска да бидете македонец? Прекрасно како и секогаш. Јас се чувствувам секогаш прекрасно да видам македонец затоа што сум горд македонец пред се, али ова ме прави уште да видам погорд. Кога ќе видам како ја представуваме нашата богата култура од срце, од душа, нашиве тука од Мисисага црковната општина. И честитам за одличната организација. Фактот дека сме најпосетен павилион, дека сите доаѓаат да не видат, што ви вели тоа? Тоа ми вели дека сме многу интересна држава, богата со култура, богата со храна, убав народ, гостопримлив народ со големо срце. Во денешнава емисија ја најавуваме информацијата за одржувањето на Rocking Party, која веќе трета година се одржува со цел за собирање средства за обединетата македонска диаспора. Ова Rocking Party годинава ќе се одржи во сабота на 17 јуни во 8 часот навечер во Ashbridges Bay Yacht Club, што се наоѓа на 30 Ashbridges Bay во Торонто. Картите се $50, од кои ќе добиете Charitable Tax Receipt за $40. Повелете дојдете сите, порачуваат водителките Елизабет Наумовски и Наташа Денковски. На ова добротворна забава ќе има Classic Rock Live Performance featuring Sealer Door, Dance to DJ Steve P during intermission, appetizers included. Оваа година целиот профит ќе биде наменет за Македонскиот филмски фестивал, кој ќе се одржи во Торонто во октомври годинава. Купите ги вашите карти што поскоро на објавениот вебсайт. Дојдете сите и донесете ги вашите пријатели, порачуваат организаторите. Емисијата ја продолжуваме со материјалот што го снимивме на 12 мај годинава во салата на нашата Македонска православна црква Света Недела во Ејджек по повод
одржаната презентација за подготовка на македонски специјалитети. Во организација на новата управа на женската секција, раководена од председателката Нина Ѓуровска-Веселиновска, овој успешно организиран настан ги воодушеви присутните гости. Драги мои, јас навистина сум имала доста прилики да ги дегустирам незините специјалитети. Навистина сте прекрасни. Ќе имате шанса да се убедите и вие вечерва. И беше тешко, Марија, не ми беше многу тешко да се одлучиме кој специјалитет ќе го прикажеме вечерва. Али сепак се одлучивме за телешка шницла или како е тука познато во нашите простори, вел картлец. Марија, ве молам, повели, покажи го на добар начин, само како што вие знаете. Повелете. Најпрво сакам да ви ги кажам состојките за вил картлецот кој што ќе се направи вечерва. Имаме тука телешка шницла, потоа бредкрамс, мелен леп, јајцата, млекото, брашното. Суп Макдоналдс, сол и пипер. Ставаме 2 јајца за 6 шницли. Тураме млеко, 1 кап ни е доволно. За 6 шницли го оставаме на страна. Во предхран оставаме Макдоналдс суп за да добие убава декорација во бредајнето. Го измешуваме. Брашното го оставаме така како што е. Имаме трее. Каде што ќе го ставаме предавниот вил картлец. Пазете сега, тука е критика да внимавате. Шницлите обично се од телето најмекото месо. Обично кога се земи месо готово, тоа се чука и се прави шницла. Ние овие ги имаме готови зелено, затоа што немаме многу услови овде да препераме. Сега почнувам со брединго. Техниката му е за овој вил картлет, кога ќе земите да бредате, секогаш едната рака ја држите во сувата во водена состојба. Другата рака ја употребувате во сувите ингредиенти. Го ставате вил картлецот во млекото, јајцата, со другата рака што вие во водена состојба го земате, за да не ви се направи брашното и бредкрамсо замесен. Потоа го ставате пак во бредкрамсо и другава рака сувата ја употребувате. Тоа е многу важно, до крај ќе ви остане колку што сакате вил картлец да бредате, остануваат чисто и брашното и бредкрамсо. Значи левата рака оди, десната го избредувате. Потоа таму оди, левата рака ја земаме пак од таму, оди во бредкрамс. Со десната поново го бредаме. Ова јадење ќе биде припремано и ова мера ќе биде за 6 души. Еве тука од Макдоналдсу, многу го изгледа, зелен кастом из него. Другата степ на овај вил картлец сега треба да го клајме да се печи. Има доста жени и сите домаќинки го клават во тава да се пржи. Ако едно-две парче е доволно да се испржи, нема да биде изгорено брашното. Ама ако е повеќе парчина, јас ви препорачувам на треј да го клајте вака и пред да се клава во ревна, се мрцка во масло, едното парче, а другото се додава не во масло. Третото пак во масло. Четвртото не и другото пак исто со масло, ова не и другото пак последното. Истегаме од маслото да нема многу и ги редиме на парчмени пейпер на треј.
20 минути или зависи шпорето како ви гори. Али кога ќе почнете завриете од црвениот озгора да подпечи, ќе го извајте, може да го преврнете, зависи до вашето. Се трга на страна, а потоа се припрема. Јас имам вештето припремано за згора да му клавам сос. Тоа ќе види наредниот пат. И во денешнава емисија имаме неколку информации за сите ваши прослави и одбележувања. Користите ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови, побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. Еден од најстарите голф турнири во Канада, Canadian Masters Open, по 75 пат ќе се одржи на 4 јули 2017 година во Station Creek Golf Club. Регистрирајте се што поскоро на macedonianopen.com. Порачуваат организаторите и бидете учесник на овој значаен турнир кој оваа година го прославува своето 75 годишно постоење. Пред самиот крај, уште еднаш да ве подсетиме да дојдете на третата Rockin' Party, која што ќе се одржи следната сабота на 17 јуни годинава во 8 часот навечер во Ashbridges Bay Yacht Club, што се наоѓа на 30 Ashbridges Bay. Дојдете сите и забавувајте се до доцна во ноќта. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 400-та емисија на македонско издание, кое што секогаш можете да ја следите на нашиот вебсайт www.macedonianedition.tv. До нашата наредна средба ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување.